Здраво, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Слушај ваму. Не ми е драго што овој пат нема да се задржам претежно на домашните теми. Слушај ваму е наменета пред се на анализа што она се случува во нашето општество. Бидејќи како мала земја со мало влијание, малку можеме да влијаеме врз ситуацијата во светот, но овој пат не може да се премолчи. Драги мои, не знам дали треба да ви кажам добре дојдовте во новата светска војна или малце од дистанца треба да ја погледнеме цела ова работа. Ако се зумираме, не дај Боже, воопште не се добри работите. Воопште не се добри работите. Имено, знаете за што говорам? Говорам за она што се случува на Блискиот Исток. Се случува некое време, имено кризата Газа со палестинците, Хамас, нападот и така натаму. И најновата ескалација, прва од како е Доналд Трамп на власт, а тоа е нападот на Израел врз Техеран. Сега, Техеран се знаеше дека нема да остане без одговор, се знаеше дека ќе одговори и одговори. Како изгледаше тоа, во само неколку секунди ќе ви стане јасно. Имено, ова што го гледате е состојбата и ситуацијата што се случуваше првиот ден по нападот на Израел врз нуклеарните постројки во Иран и реакцијата на Иран со навистина огромен број ракети, дронови и така натаму. Имено, скоро кога имаше таква една ескалација помеѓу Израел и Иран, Iron Dome, така наречениот систем за заштита од воздушни напади на Израел или железната купола која е составена од, мислам дека е тоа во моментот еден од најсофистицираните противвоздушни системи за одбрана, но како што гледате, тие беа пробиени. Зошто пробиени? Имено, колку имаш посовремена и пософистицирана опрема за побрзи, посовремени ракети, се потешко можеш со ракети од разни категории или дронови од пониска категорија да ги пресретнуваш. Дали потврли или им беше или им беше хакнат системот, не знам. Иако во секој случај може они смета дека е тоа успех, бидејќи навистина малку жртви имале, цели не биле погодени, но ова што го видовме е гаѓање на цел на противвоздушната ракета, именно на противвоздушната одбрана. Ако уште едно само го загледаме овој момент, океј, очигледно некои видеа вакви кои ги направија приватно и исчезна од социјалните мрежи, ја го чував неколку дена, но ова се гледа како директно удира во Тел Авив, а уште еднаш можете да го погледнете самото лансирање, гледате, тоа е противвоздушната одбрана, кога лансира, но секунда после тоа не успева да го заштити. Зошто? Што се случи? Тога е целата работа. Дали е намерна игранка? Дали сите овие војни се некаков театар? Ја би сакал да се, но се плаќа со човечки жртви и со навистина матна цел. Доналд Трамп дојде како председател кој единствен не започна никаква војна, вети дека двете ќе ги прекине, а сега има 3. Не успеа во Украина, не успеа на Блискиот Исток и ова му се разви со Иран. Така што ситуацијата е прилично драматична,
во овој момент во Соединетите Американски држави стотици илјади протестираат против Доналд Трамп, особено против неговата вчерашно денешна така наречена парада по повод 250 години од формирањето на армијата на Соединетите Американски држави. Можам само едно да заклучам. Армијата на Соединетите Американски држави е една од најголемите, најсофистицираните и најразвиените во светот, но со парадава на вистина се избрука. Имено, очигледно е дека нити не беа подготвени едноставно. Војниците не беа така дисциплинирани како што тоа го гледаме во Москва, кои секоја година вежбаат, преку цела година се подготвуваат. Ова беше некако наврат на нос, но и додека траат подсмевите до Доналд Трамп и републиканците за ова, јас ви велам, слушнете ја само за клетвата и што е кажано. Таму се пратени сериозни пораки со кои Сорос демократите малце тешко ќе излезат на крај, како што тешко искачаат во Лос Анджелес и во слични места. Со депортација на криминалци кои ги депортираат назад во земјите. Имено Рон Де Сантис во Флорида излезе и рече: ако некој почитувани возачи ви излезе на пат и ве блокира слободно, газете го. Затоа што таа ситуација почнува да станува се подраматична, а да се злоупотребуваат со разноразни хистерии, па да се направат некакви ситни политички поени, колку да има некаков наратив против Доналд Трамп. А каква е ситуацијата? Имено, знаете дека Грета Тунберг тргна со конвој, со бродови, да иде во Газа, да им помогне на кутрите настрадани цивили таму. И што се случи? Ја фатија, ја депортира и покажа и докажа дека со неа биле симпатизери на Хамас. Пазете, Хамас се оние кои први ја почнаа војната, кои масакрираат тие младите што беа на таа техножурка во пустината, кои силува, обезглавува. Да, после и израелците за жал на исти начин вратија безмилосно, но Хамас не ја поднесе вината, он свесно си го жртвуваше својот народ. Со која цел? Еве целта да ја видиме. А има едно драматично видео кое ми се појави и кое сакам да го споделам со вас, а тоа е уште една група на, да, го слушнавте веќе викањето, тоа е една група од шарени демократи од Европа, кои тргнаа исто така, само овој пат преку Египет. Најверојатно до Хугарда, ваму таму да се посунчаат ли што да направат, ама еве ги да ги видиме и слушајте го мојот коментар, затоа што не знам дали ќе ви стане јасно. Ова, во овој момент, ова се активистите кои седат доле и кои сакаат да отидат да им помогнат на палестинците, а околу нив се египтјаните. For your convenience, секој видео го пуштам 2 пати или 3 пати, бидејќи е прекратко, за да убаво видите да не испадне после дека нешто ви извртува. Египтјаните ги грбават од ќотек шарените. Зошто? Не ги мразат египтјаните палестинците. Но овие добродетели кои зедоа ќотек, сериозен ќотек, беа исфрлени, беа понижени, се истите оние од истата организација Сорос, Обама, демократи, кои им ја направија арапската пролет. Арапската пролет во Египет беше крвава, без никаков, значи едноставно го пореметија цело општество.
стотици, ако не илјади христијани беа заклани. Земјата беше доведена на раб на граѓанска војна. Либија, знаете што се случи со Гадафи. И египтјаните, арапите не го забораваат тоа. Ама знаете, ние сме американци, ние сме ваша помош, ние ви помагаме. Немаат представа какво зло. Ја често пати сум мета на напади, но ќе ви кажам, демократите и Сорос е најголемото зло после Втората светска војна, после Адолф Хитлер. Толку многу војни, толку многу конфликти, толку многу подолба во општеството, а се во ова резултира се повеќе и повеќе на Блискиот Исток и гледате реакцијата кај луѓето. И што да ви кажам? За жал, ова е светот денеска. А ја би сакал да се радувам. Би сакал да се радувам со работите што се случуваа во Македонија. Како, например, конечно, она руглоно наречено Македонска радиотелевизија, каде вадевме документи на ништо што не личеше, успеа конечно барем еден дел да реконструираат од шалтерите, да делува човечки. Иако ова според мене не е доволно, бидејќи не се дигитално одбележани, нема бројки, нема земање на бројки и нема обележување кој каде треба да стои. Ние сме стока народ и мора со камшик да ни се каже. Ова е можеби вака систем за некоја нордиска земја кај што луѓето се по дефолт учени да каде треба да се застане, што треба да се направи и така натаму. Ние малце тешко ни оди тоа. Пуштен е автопатот Свети Наум Охрид Свети Наум. Шарелите во Македонија квичат, ама не е пуштен, тој одамна е направен. Не, дечки, тоа не беше пат. Александар Николовски, вице-премиерот и министерот за транспорт и врски, вика, овој пат е направен, последен пат е асфалтиран, нешто е правено на него во времето на Васко Карангелевски. Па сега, замислете си, избројте си колку децении е, па и повеќе, многу децении е кога тој пат е. А ние еден од најважните. Врти сучи ние што ќе отидеме до Охрид, дефинитивно ќе отидеме и до Свети Наум. Нам Свети Наум ни е, како да ти кажам, светилиште. Не може, ја не знам да не сум отишол, да сум отишол во Охрид, да не отидам до Свети Наум, да се поклонам, да отидам да ја видам таа божествена убавина. И имам најава дека до Петров ден ќе се пушти киче во Охрид и дека патот конечно ќе профункционира. Спремен сум да трпам, а после сум спремен да изгорам 3 резервари гориво со мојот автомобил, затоа што ако не само за годишен одмор, туку и за секој викенд ќе одам до Охрид и назад, затоа што ќе биде тоа друга песна. Стратешкиот партнер, дали приметувате како се затнаа, како прекинаа јадењата на бурек, како исчезна од етерот, ветерот и вестите, ама британците вакви такви ни дале пари, што ќе правиме. Како бе што ќе правиш кога добиваш пари, кога добиваш кредит да направиш нешто историски значајно за својата земја. И ова не е се. Знаете, ги следев владините представници кога идеа во Дубај, па од Дубај како Николовски отиде во Лондон, викам, што мајка бара сега во Лондон, а сам отиде. Па се врати и така натаму. Кога излезе ова со стратешкото партнерство, чудно ми. Знаете каде сега ќе иде Николовски? Во Париз. Николовски е практичен. Он е, како да ви кажем, они се со премиерот Мицкоски едно тело. Ако отиде Мицкоски е поголема фрка, а вака се подготвува теренот за нешто големо. Што? Нов стратешки партнер на Македонија? Не, стварно не знам.
но поучен од како се развива работите претходно, човек стварно да се замисли. И драго ми е, кинат патики, кинат петици и стварно се обидуваат нешто да направат, и тоа навистина многу ме радува. За разлика од некои други кои, знаеш, инвестираат во Дубај, ке правеле ово она, а Дубај не е баш весело место во последно време. Мислев дека го гледам Тел Авив, оно Дубај да ти било. Абе, малери се, кај стапнат, трава не расте. Црн хумор. Па сега, знаеш како, мене барем ми е дозволено малку да јадам буреки, да го карикирам сето она што го гледам и да си го анализирам на мој начин. Ја не сум да се држиме стрикно, ама знаеш како, случајностите мене баш ми се сосема добри. И само уште ова. Памтам, како нема да памтам, скоро беше, само што, знаеш, кај нас 2-3 дена, и кога сватија дека се закачаат со Обединетото кралство, си ја запнаа муцката шарените. Имено, знаете што беше главната фрка кога беше? Дека тоа ќе се отварале во Македонија бегалски кампови. Ја имав прилика лично да се сретнам, у очи да го гледам, да ми потврди вице-премиерот, дали навистина има такво нешто договорено. Не. Потоа излезе и премиерот, вика, неќам да разговарам на темава. Но, како за крај и за goodbye, дозволете ми да ви го прочитам ова. Значи, косовската влада, ова го најдов како податок на интернет, косовската влада се согласи да смести странски затвореници од Данска во своите затвори, се согласи да прифати депортирани мигранти од Соединетите Американски држави и е отворена за разговор со Велика Британија за сместување на центри за мигранти во Косово. И сега, ја само едно треба да ве прашам, дали ви влегое у лејката шуплива на овие очаренива. Дали конечно ви стана јасно дека премиерот на Британија и амбасадорот на Британија не лажеа кога рекоа дека нема да се отвараат бегалски кампови и мигранти да се носат во Македонија. Тоа што се заќутеа, за мене е доволен доказ дека у тоа шупливата лејка им е долеано малце. Но, дека тоа Косово, која е една вештачка творба, заради која насилното правење на таа држава ги имаат проблемите со Украина и со Крим, тоа е сосем друга работа. А сега истото, знаеш, кога ќе направиш преседан во меѓународна политика, тоа после се префрла од едно на друго, на трето и крајот не можеш да му го фатиш. Но, ние можеме да си го фатиме нашиот крај. Да ви се заблагодарам за вниманието, се гледаме следниот пат. Ова е Слушај ваму, јас сум Јанко Илковски и набрзо уште една епизода.